Трипуновски и Министерството за земјоделство во овие 2 години наместо да бидат сервис на земјоделците се символ за скандали и криминал. Ова стоеше во дел од образложението за интерпелацијата за министрот, поднесена од страна на СДСМ, која образложи пратеникот Љупчо Николовски. Како што изјави тој, Трипуновски како министер нема да биде запаметен по реформи и развој, туку по корупциски скандали, блокирани европски програми, уништени институционални капацитети и политики кои ги оставиле земјоделците без навремена поддршка. Министре, вашиот мандат има 3 збора. Неисполнето ниту едно дадено ветување, што значи огромна лага кон земјоделците, ароганција на која што се незадоволни токму и овие што колеги вие дадоа поддршката, и тоа многу јасно и директно ни го кажуваат, не само земјоделците, и она што е најкатастрофално, корупција на сите нивоа околу вас. Каде и да погледнат, земјоделците денес гледаат едно исто, а тоа се малку пари во своите джебови, немање доверба во институциите и многу причини да се чувствуваат измамени. Трипуновски возврати со контраобвинување го посочи Љупчо Николовски како главен виновник за состојбите во земјоделието, бидејќи тој беше министер во овој сектор. Трипуновски потсети каква состојба затекнал кога се променила власта. Почитувам пратеник, јас цело време ве гледам вас и ви собраќам бидејќи вие сте главниот виновник за она што го наследивме во ресорот земјоделство. Да ве потсетам дека оставивте над 1600 вработени во национални шуми без плата повеќе од 4 месеци. Предпријатие кои што го превработивте и го оставивте 4 месеци. Сега зборувате за грижа кон македонски граѓани, земјоделци. 4 месеци ги оставивте без плата, без здравствено, без пензијско осигурување. Во АД водостопанство повеќе од 5 месеци оставите повеќе од 500 вработени без плата. Тогаш не ви беше грижа за овие предпријатија, не водевте сметка за тие луѓе. По нивните обраќања следува и говори на пратеници од двете партии, кои меѓусебно се обвинуваа кој е виновникот за лошата состојба на земјоделците. Инаку, според деловникот на собранието, расправата за интерпелацијата трае еден работен ден до исцрпувањето на пријавените говорници, а гласањето треба да заврши до полноќ.